8 лица се заболени од жолтица во Велес од почетокот на годинава. Во моментов на инфективното одделение се хоспитализирани 3 лица. Контактите и движењето во средина со поголем број заболени годинава го направиле своето. Но според надлежните, бројката засега не е загрижувачка. Голем број на велешани патуваат, работат во Скопје, имаат контакти, сега се контактите многу лесни, многу брзи. Така да имаме лица кои што патувале, работеле во Скопје, оделе во други градови и едноставно дошле во контакт со заболени лица, така да сега и во Велес годинава, значи од 1 јануар до сега имаме 8 лица регистрирани кои се заболени од заразна жолтица тип А. Тоа не е загрижувачка бројка за Велес, значи не е некоја фрапантна, меѓутоа сепак ние мора да очекуваме дека може таа бројка и да се зголеми, значи во наредните месеци до крајот на годината. Обично во есенските месеци се настанува зголемување на бројот на заболените од заразна жолтица. Епидемиолозите советуваат да се обрне поголемо внимание на личната и колективна хигиена, да се пие вода само од градскиот водовод, да се избегнуваат контакти со лица кои се знае дека се заболени. Токму спроведувањето на овие заштитни мерки велат довело во минатите години да нема појава на жолтица, но годинава после неколку успешни години, без ниту еден заболен во Велес повторно се појави случај на жолтица. Миењето на раците е една наједноставна хигиенска мерка која што го спасува човекот да добие било каква цревна инфекција, не само хепатит А, значи бидејќи и таа спаѓа во цревните, фекално-орален механизам на пренесување има, значи миењето на раците е наједноставна мерка за спречување на појавата на заразната жолтица и секако е многу важно однесувањето во секојдневниот живот, значи контактите, внимание на исхраната, внимание, како што напомна директорката, пиење на вода од градскиот водовод за која што можеме да гарантираме дека е биохемиски исправна. Упатствата за редовна дезинфекција во училиштата и практикување на повисок степен на хигиена кај децата остануваат и понатаму. Дезинфекција на тоалетите се врши после секој училишен час. Децата постојано се упатуваат на миење на рацете, а обувките ги дезинфицираат уште при самиот влез во училиштата. Кај нас се уште се спроведуваат тие мерки, значи бевме задолжени со овие сапуни кои ние и така ги практикуваме низ тоалетите во училиштето и дезинфекциони средства кои што предходеа од влезот на вратата за да се дезинфицираат обувките, па во училниците се до тоалетите и постојано миење на раце. Имавме исто и така предавања за оваа заразна болест, кои се последиците и така натаму. И се уште се практикува тоа, значи секој кој што влегува, ученици, родители, па и ние, нели? Значи претходно на вратата имаме дезинфекција на обувките. Жолтицата во главниот град зема се поголем замав, па надлежните и понатаму спроведуваат засилени мерки за да се спречи нејзиното ширење. Со цел едукација и превенција, во неколку градови веќе се одржаа и трибини со насоки за населението како да се заштити од оваа заразна болест.